Добар ден, почуваат 218 часот. МВР се сомнува дека обвинетите Бошковски и Груевски ја минале македонската граница. Заедно со Интерпол 2 дена трагаат по екс-началникот на петата управа и неговиот соработник од ДБК. Министерот Оливер Спасовски смета дека одговорноста за бегство треба да се бара кај судиите. Полицијата се сомнева дека обвинетите Бошковски и Груевски ја поминале македонската граница. МВР и Интерпол веќе 2 дена трагаат по екс-началникот на петата управа и неговиот соработник од УБК. Двајцата обвинети во предметот Таргет тврдина за кој полицијата има налог за спроведување во истражен затвор не биле пронајдени ниту во нивните домови, ниту на локациите за кои МВР имало сознание дека може да се сокријат. Министерот Оливер Спасовски смета дека одговорноста за бегството на Бошковски и Груевски треба да се бара кај судиите. Прво, тоа не е неуспешност на македонската полиција, тоа покажува колку е трудно македонското судство. Одговорноста мора да ја барате и ние и јавноста кај судиите. За ова треба да се сноси сериозна одговорност, бидејќи беше оставено време да овие луѓе заминат. Дали некаде се кријат во државата, дали надвор од државата, меѓутоа ова треба да биде силна порака, меѓутоа и многу голема поука за реформите кои што предстојат во правосудниот систем во Република Македонија. Спасовски не сакаше да посочи дали полицијата има нови информации, каде би можеле да бидат обвинетите за кои Врховниот суд пред 2 дена го потврди решението за притвор. Се што имавме соопштивме во однос на овој процес, како ќе добиваме нови информации и податоци, така ќе информираме јавноста. На Груевски и Бошковски предходно судот им ги одзеде пасошите. Познавачите велат дека со одредувањето на оваа мерка на предпазливост, тие не би можеле легално да ја напуштат државата, без разлика дали имаат друг пасош или со лична карта, бидејќи веќе нивните податоци се внесени во безбедносниот систем на граничните премини. Двајцата се обвинети во предметот Таргет тврдина на СЈО за нелегално прислушување и злоупотреба на системите за следење во МВР. Судиите за на плажа завршуваат во болница. Точно е дека навистина ќе се намали телесната тежина на почетокот. Меѓутоа на долг рок здравјето ќе страда. Докторите предупредуваат за исхраната според хрона. Жешка атмосфера во собранието. Пратениците од опозицијата обвинуваат дека мнозинството во парламентот го прекршил деловникот и собраниските процедури. Тешко оди расправата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Паузи и дофрлања. ВМРО ДПМН побара информација за тоа кој го потпиша извештајот од амандманската расправа за ребалансот на буџетот на Комисијата за финансирање и буџет, која заврши на полноќ. Опозицијата, повикувајќи се на деловникот, тврди дека е прекршен, бидејќи извештајот го потпишале пратеници од СДСМ, а не претседателката на Комисијата Лилијана Кузмановска. До денес јас таков извештај немам добиено и затоа изјавата на Талат Џафери дека јас одбив да потпишам извештај не е вистина. И собранискиот спикер Џафери се повика на деловникот. Според него, во ситуација кога председател на комисија ќе одбие да потпише извештај, тогаш тоа е работа за која што во собранието се дадени надлежности. Во 24:00 јас бев присутен овде и знаете многу убаво дека дадов упатства да си го потпишете извештај, дури сте тука, и тоа е друга работа како постапивте. И надвор од пленарната сала власта и опозицијата се обвинува. Опозицијата тврди дека мнозинството не е конструктивно, а власта дека ВМРО ДПМН ја блокира работата на парламентот. Претседателката на Комисијата за финансирање и буџет одби на крајот да го потпише записникот, односно извештајот од работата на комисијата. Во таков случај, согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, мнозинството од пратениците членови на комисијата го потпишаа записникот и беше доставен до владата на понатамошно процесирање. Додека не беше обезбеден материјал од законодавно-правна комисија, пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија бараа да има материјал, односно да видиме што е тоа што финансирање и буџет го завршила врз база на формален документ, а не врз база на тоа што сме чуле низ ходниците од колегите. Владата на седница го разгледа дополнителниот предлог за изменување и дополнување на буџетот за 2017 година. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 10-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена. Завршено. Што чекате?
ВМРО ДПМН не го прифаќа одговорот на спикерот Тала Џафери за договорот за добрососедство со Бугарија. Спротивно на него смета дека е неопходно да се свика итна седница на која би се зборувала за точките од документот. ВМРО ДПМН смета дека договорот за добрососедство со Бугарија е од стратешко значење, па иако неговата содржина владата ја обелодени во јавноста, не ја намалува потребата од свикување на итна собраниска седница, како што вчера изјави спикерот Џафери. Сметаме дека договорот треба да се склучи, но во него треба да се внесат забелешките кои што ние и во постапка кога дебатата беше затворена за јавност, но и сега многу јавно и прецизно ги дадовме како препораки до владата на Република Македонија. Затоа е битно и неопходно таквата итна седница да се случи пред најавеното потпишување на договорот, заради тоа што после тоа се губи смислата на одржување на итна седница. Собранието треба да има можност да влијае и на квалитетот на договорот со соседна Бугарија. Вчера Бугарското собрание едногласно одобри да се потпише договорот за добрососедство. Кај нас пак јавноста е поделена дали со договорот се отвораат европерспективите на државата или пак е негаторски. СДСМ ја повика опозицијската партија да го поддржи договорот кој велат е во согласно со националните интереси и со него се реафирмира позицијата дека се работи за две посебни држави, два посебни народи и два посебни јазика. Се забрзува процесот на интеграција, а Македонија станува пример за соработка во југоисточна Европа. Како што е најавено на 1 август во Скопје, договорот ќе го потпишат премиерите на двете држави Заев и Борисов. Со него, меѓу другото, Бугарија се обврзува дека нема да изстави вето на Македонија за влез во ЕУ и НАТО. Локалните избори ќе дадат првата оценка дали владата сериозно работи на реформскиот план, предвиден во временска рамка од 3, 6 и 9 месеци. Институциите интензивно работат на тоа како да се спроведат овие избори во октомври. Локалните избори треба да бидат круна на делот 3 од планот 369 на владата, вели вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој на трибина ги презентираше мерките кои предстојат за имплементација во делот на изборите. Наредните локални избори означуваат крај на првата фаза, а тоа е важна оценка дали навистина сме се вратиле на евроинтегративниот процес, меѓутоа генерално на демократскиот пат. И од тука за секретаријатот за европски прашања, локалните избори кои што доаѓаат се круна на делот 3 од планот 369. Дилемите од декемвриските избори сметаат надлежните повеќе не постојат. Министерот за внатрешни уверува дека се преземаат мерки за отстранување на сите неправилности и проверки на така наречените фантоми. Работиме на подобрување на избирачкиот список. Имајќи предвид какви случувања имаше се во избирачкиот список и како беше нарушена недовербата, тоа е еден од клучните приоритети. Државната изборна комисија ги финишира подготовките за избори во октомври. Од голема помош ни беше фактот што во меѓувреме организиравме и спроведовме неколку локални референдуми и со тоа дадовме дополнителна динамика на процесот на ажурирање на избирачкиот список. И на крај, многу клучен елемент кој треба заеднички да работиме, тоа е зголемување на свесноста и знаењата на граѓаните за нивните избирачки права. Планот 369 предвидува 11 мерки за да се обезбедат фер избори. Голема американска војска пристигна во земјава. Што ќе биде нејзината задача? Хронодиетата ги остави луѓето без неколку килограми, но ги заглави на клиниките. Докторите детектираа сериозни заболувања на органите кај оние кои со месеци се хранеле според оваа диета. Предупредуваат дека исклучувањето на овошјето може да доведе до диабетес. Брзото слабење во летниот период за подобар изглед на плажа ги наполни ординациите со пациенти. Новиот тренд на протеински диети и популарната хронодиета дава ефикасна и сакана тежина, но на долг рок и здравствени диагнози, објаснува доктор Александар Митов. Ќе биде констипација или запек, особено во таа фаза на рестрикција како што ја нарекуваат или во фазата кога не внесуваат овошје. Може да се зголеми ризикот за срцеви болести, а потоа се стимулира лачење на калциумот од телото заради многуте протеини во исхраната од животинско потекло и со тоа се придонесува и за остеопороза и
за создавање на бубрежни камчиња, пребрза работа на бубрезите и со тоа доаѓа до нарушување на работата на бубрезите, особено кај луѓе кои што веќе имало некаков вид на дисфункционалност кај бубрезите. И петто, последно, заради премногуте протеини во исхраната од животинско потекло, доаѓа до стимулирање на лачењето на така наречениот IGF-1, кој што е фактор за развој на малигни болести. За него е сосема погрешно да не се јаде овошје еден месец. Со правилно распоредување и постепено намалување на обилните оброци, здраво е неделно да се слабе од половина до 1 килограм. Факт е дека организмот, кога ќе настапи процес на брзо слабење, влегува, да речеме, во една панична состојба. Почнува многу да штеди, се изменува метаболизмот. И потоа, кога ќе се вратиме на така наречената нормална исхрана, односно тоа што сме го јаделе пред диетата, од таа храна нашиот организам почнува да создава големи резерви. И заради тоа почнува тежината да оди надолу, па многу нагоре. Кај исхраната, малку значи многу. Мали промени на долг рок имаат фантастичен ефект. Со совет доктор Митов за подобро и поздраво тело. 7 пациенти од гостиварското село, хоспитализирани клиниката за инфективни болести, се во добра општа состојба и чекаат нивните резултати од нашата лабораторија и од референтните центри, изјави денеска заменик министерот за здравство Гоце Чекаровски. Резултатите од анализите за утврдување на причината за смртта на двете лица од гостиварското село Симница, кои починаа на клиниката за инфективни болести, откако биле донесени во тешка здравствена состојба, покажале дека тие биле позитивни на хатан вирусот кој се пренесува од човек на човек. По 6 конвои со по 20 борбени возила, денеска преку граничниот премин Девебајер од Бугарија во Македонија пристигнаа 300 припадници на вооружените сили на САД, кои ќе учествуваат на заедничката вежба со инженерите на војската на Македонија. 300 припадници на вооружените сили на САД за Европа со околу 120 инженериски возила и опрема и 95 припадници од АРМ ќе бидат активни учесници на воената вежба Dragon Guardian 17, која што отпочнува денеска на армискиот полигон Криволак. Почетокот на вежбовната активност го означија министерката за одбрана Радмила Шекеринска и американскиот амбасадор во Република Македонија Джес Бели од Куманово. Во текот на вежбата војниците на АРМ и на САД ќе имаат можност да изведуваат заедничка обука за обезбедување мобилност и справување со импровизирани експлозивни направи за обезбедување на медицинска поддршка, а воедно ќе имаат можност да учествуваат во изградба на времена полетно-слетна патека за беспилотни летала, рече Шекеринска. Гледајќи амбициозната програма на вежбата, која е плод на вистина на голем напор на припадниците на АРМ и нивните американски колеги, за кои искрено им честитам, уверена сум дека и оваа вежба ќе биде можност за зајакнување на потенцијалот, знаењето и искуството на нашите единици. Ќе ја приближи Македонија кон високите критериуми на нашите партнери од Соединетите Американски држави. Министерството за одбрана и армијата вложуваат напори за меѓународно промовирање на армискиот полигон Криволак, декларирајќи го како соодветен капацитет за тренинг во регионални рамки па и пошироко. Dragon Guardian е одлична можност за зајакнување на билатералната соработка меѓу АРМ и вооружените сили на САД, унапредување на взаемното разбирање и доверба, како и прилика за размена на искуства за изведување на операции во различни услови, потенцираше Шекеринска. Во своето обраќање американскиот амбасадор Бейли рече дека заедничките вежби представуваат гаранција дека двете армии можат заеднички да комуницираат и функционираат. Заедничките вежби ја доближуваат Македонија кон НАТО. Важно е да се напомене дека членството во НАТО не е нешто за што само се зборува. Преку билатерални обуки и вежби, настани и операции, поддржувани од НАТО, ние и помагаме на Македонија да се подготви за полноправно членство во НАТО. Со реализација на вежбата, припадниците на инженерискиот батальон ќе ги надградуваат способностите за детекција, идентификација и неутрализација на импровизираните експлозивни направи, со што ќе ја зголемат способността за мобилност на борбените елементи. Куманово е еден од 6 градови каде што граѓаните имаа можност да присуствуваат на демонстрацијата на опремата и оклопните возила на АРМ и на вооружените сили на САД и да се запознаат одблиску со задачите на војниците. Вежбата на Криволак ќе трае до 10 август.
Државното обвинителство ги изнесе завршните зборови за случајот Дива населба и побара од судот за 37 теми на обвинети во овој предмет врз основа да доказите да бидат прогласени за виновни. Уште на стартот на рочиштето 15 на обвинети побараа да бидат отстранети од судската сала, обраќајќи се со висок тон кон судиката. Адвокатот Лјупчо Веселиновски по рочиштето истакна дека одбраната нема да ги прифати действијата кои им се ставаат на товар на обвинетите. Следното судење на кое треба да почне завршниот збор на одбраната, судиката го закаша на 30 август. Во начело сметам дека сите настани што беа опишени, детализирани, анализирани од страна на јавниот обвинител, ние нема да ги прифатиме, поготово действијата што им се ставаат на обвинетите на терет за 9 мај 2015, тамо по моје лично мислење се разбери на одбраната, ќе се сложат и другите бранители дека тамо не постои кривично дело тероризам. Од 1 јуни годинава од страна на новата влада вкупно се вработени 96 лица во сите институции. Од нив 32 се со посебни кабинетски советници на министрите, а 26 се ангажирани во владата како советници на премиерот. Претходната влада незаконски вработила повеќе од 7000 луѓе, од кои на 4000 само на денот на одржување на изборите во октомври. Обвини денеска министрот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Согласно изборниот законник и изборната регулатива што важеше согласно договорот од Пржино, не беа дозволени никакви вработувања и ангажирања на лица. Нашите анализи покажаа дека сепак во овој период биле ангажирани вкупно 7708 лица. Само на 17 октомври, на денот на распишувањето на изборите, биле ангажирани 4473 лица. Останатите 3235 во деновите кога постои, ама апсолутно никаква законска основа за нивен ангажман. Околу обвинувањата од опозицијата за партиските и незаконски вработувања на новата влада, министерот истакна дека досега вработени се само 96 мина, кадар зад кој не стои ништо спорно и противзаконско. Манчевски повтори дека отпуштања во јавната администрација нема да има. Превработеноста ќе се реши преку реорганизација. Министерството за информатичко општество и администрација излезе со еден извештај за вкупната бројка на вработени во јавниот сектор и тоа броеше над 129.000, скоро 130.000 лица кои што се вработени. И тогаш и сега кажувавме дека ова не е финална бројка затоа што не ги вклучува вработените кои што се во акционерските друштва каде што државата има свој капитал. Точниот број вработени во јавната администрација Манчевски очекува да се знае на крајот од годинава, во фаза на изработка и детална функционална анализа, истакна министерот. Што требаше да слушне Јункер на телефон за да прекине пресконференцијата? No, it was Miss Merkel. СДСМ го прашува градоначалникот на аеродром Ивица Коновски зошто 10 дена не одговора на поставените прашања и се уште тврди дека неговата реклама е бесплатно изработена и се емитува на 3 различни национални телевизии. Коновски тврди дека бесплатно се емитувани на телевизија 8 часа рекламни спотови или неверојатни 349 емитувања. Законот за медиуми јасно дефинира дека со бесплатно емитување се значуваат соопштенија или кампањи од јавен интерес и апели за добротворни цели. Во Законот за медиуми јасно пишува дека субјектот, во овој случај општина Аеродром, е должен да побара мислење од Агенцијата за медиуми, која треба да одобри дали дадената кампања е од јавен интерес или не. Според нашите сознанија, ниту општината побарала мислења, ниту пак агенцијата дала. Ако е така, ова е безобразно кршење на уште еден закон. На пресконференцијата на СДСМ реагираат од општина Аеродром. Информираме јавноста дека за страната Стоп ВМРО ДПМН во општина Аеродром стои граѓанска, а не партиска организација која на истоимената страница пласира целосно вистински информации. Според општината, сите податоци кои ги објавуваме се прибавени од буџетот на општината, Бирото за јавни набавки и јавните активности на градоначалникот Ивица Коновски општина Аеродром. Целата на нашата организација е да следиме да критикуваме работата на локалната власт, а исто така на сатиричен начин да го пренесеме на јавноста, стои во реакцијата. Се влошуваат односите меѓу САД и Русија.
Усвојувањето на новиот закон за санкции кон Русија покажува дека односите со Москва станаа заложник на домашната политичка борба во САД, соопштија од Руското министерство за надворешни работи, откако американскиот сенат синоќ едногласно изгласа нов пакет санкции кон Русија. Како први контрамерки, Русија побара од 1 септември Америка да го намали бројот на дипломатите во дипломатските и конзуларните представништва на 455. Но освен ова, руските медиуми наведуваат листа на санкции кои Москва може да ги воведе на САД. Америка е зависна од рускиот збогатен ураниум за атомски централи, но и од титаниумот, а може и да ја одбие соработката со Вашингтон по важни прашања, како што е Северна Кореја. Американскиот сенат со големо мнозинство и од републиканците и од демократите одобри воведување нови санкции спрема Русија, Иран и Северна Кореја. Сенаторите изгласаа закони покрај забелешките кои ги имаше председателот Доналд Трамп, кој сега може да стави вето, но и тоа може да биде поништено со 2/3 гласови од сенаторите. It's a clear message to President Trump. We want him to be tough with Russia. We want more sanctions. Рестрикциите се однесуваат и на работењето на руските банки и на руските енергетски компании. На санкциите од Америка реагираше и Брисел, од каде оценија дека кога се носел законот не се водела грижа за интересите на европските државјани и дека ќе ги преземат сите соодветни мерки за да ги заштитат. Алкотитар Скопје оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари-јуни 2017 година, покажуваат последните податоци. Според единечниот биланс на успех, соопштија од компанијата во периодот јануари-јуни, продажбите достигнуваат 3 милиарди 507 милиони 290.746 денари, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација, која изнесува 649 милиони 689.157 денари, бележи зголемување од околу 11%. Единечната нето добивка изнесува 374 милиони 886.749 денари и истата е зголемена за 9%. Во периодот јануари-јуни вкупните консолидирани продажби достигнуваат 4 милиарди 554 милиони 9.259 денари, што е за 9% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 7%, додека вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 10%. Од вкупните консолидирани продажби 39% се остварени на домашен пазар, додека 61% се остварени на странски пазари. Гледано по региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 32%, во Русија и другите земји од ЗНД се остварени 7%, во земјите од Западна Европа се остварени 21% и на останатите пазари се остварени 1% од вкупните консолидирани продажби. Вие гледате вестите во 18 часот, се селиме во студио 2 кај колешката Мирина Трпчевска. Мира, добар ден. Добар ден, колега. Денеска е последната емисија од оваа сезона на Само вистина. За тебе остави 50 и неколку емисии. Така, колега, еве и за јавноста, значи во овие 2,5 месеци изминавме заедно со вас, колегите од информативната програма, со претпоставените на Канал 5 телевизија, како и со гледачите, што е најважно, околу 2,5 месеци, над 50 емисии на Самовистина. Ова е дефинитивно, верувам ке се согласат и гледачите, еден телевизиски продукт кој што понуди разноликост на ставовите, на разноликост на гостите, имаше практично од сите општествени бранши, од политичари до представници од граѓанскиот сектор, од судството, здравство, културата и да не редам понатаму. Може да се чујат различни ставови и мислења, она што на прв поглед може би беше неочекувано да се појави луѓе со спротивставени гледишта да се најдат на едно место и да дебатираат, тоа го овозможи и Самовистина. Им благодариме на сите оние кои што прифатија да бидат дел од ова наше, би рекла, позитивно патешествие. Им благодариме и на оние кои што не прифатија да бидат дел и да не учествуваат во Самовистина, иако морам да признам дека тие беа малкумина, но ги очекуваме во новата сезона, која што ќе почне во првата половина на септември. Така, во изминатите неколку месеци многу гости беа дел токму од оваа емисија. Мира, денеска во фокусот е работата на локалната самоуправа, односно на општините.
Така, во фокусот е значи локалната самоуправа, како преживеа општините и локалните татковци, но и граѓаните би рекла во овој период со ограничени ингеренции. Веќе е најавено дека на 6 август председателот на собранието ќе ги распише изборите, локалните избори кои што треба да се одржат на 15 октомври. Гости ќе бидат и се практично во студиото веќе присутни градоначалникот на Куманово, господинот Зоран Дамјановски. Добар ден и добре дојдовте во емисијата, и градоначалникот на Карпош, господинот Стефче Акимовски. Добар ден и добре дојдовте. На емисија, останува да ја погледнеме. Така, значи се враќаме во студиото и продолжуваме веднаш со емисијата. Благодарам господа што имавте малку разбирање да практично се одјавиме нели со гледачите овој телевизиски циклус од како што најавив над 50 емисии во овие 2,5 месеци. Господине Дамјановски, денеска во Куманово беше празничен ден, ако можам така да кажам. Како го доживеавте вие? Влезе дел од американската армија, кои што заедно со нашата на Криволак ќе одржат вежба. Да, тоа е во организација на Генералштабот, на Министерството за одбрана и Америчката амбасада, кои беа организатори на овој настан. Значи, тука беше влезната врата на конвојот на Америчката војска, која ќе има неколкудневна воена вежба, Dragon Guardian. И ова е прв град каде ќе бидат промовирани оние технички помагала во армијата. Овде конкретно беше за инженерски служби денеска, значи немаше воена опрема, имаше десетина возила од македонската страна и од америчката војска, и на некој начин градење на доверба помеѓу цивилното население, помеѓу граѓанството и армијата, која на некој начин пријателство доверба за да ни дадат една сигурност во патот кон евро, односно НАТО алијанса. Се чувствувате почестени дека баш Куманово го одбра за тој прв влез, како да кажам? Па тука сме на влезната врата, нели, и од северниот, и од источниот дел. И на некој начин тоа е природно така да биде. Тука е најголема општина, состав на население така специфичен, така да денеска имаше една добра приказка, имаше на 300 луѓе кои беа интерактивни со војниците, со старешините, со министрот, со амбасадорите и така натаму. Така да имаше убава денеска презентација на тој дел од армијата. Убав настан. Господине Акимовски, двајцата го терате третиот мандат, практично го привршувате, трет градоначалнички мандат, но она што знаеме дека по емисиите на Самовистина понудуваат балансираност и во однос на темите и во однос на гостите што доаѓаат, така и сега. Сега кога господинот Дамјановски денеска ги прими американците, вие пред некој ден бевте во Москва и остваривте контакти со нели партијата Единствена Русија, представници на партијата Единствена Русија. Да, тоа беше партиска средба со заменик секретарот на Комисијата за Советот за надворешни работи на Единствена Русија, господинот Серген Железнак. Зборувавме за актуелната состојба во Македонија, во регионот, изрази поддршка на унитарноста на Македонија, зачувување на името, на јазикот, на културниот идентитет и се оно што значи поддршка на Република Македонија, и во клучот на разговорите беше како да се прошират можностите за економска соработка. Например, граѓаните не знаат дека со Русија имаме визен режим, плаќаме полни царини и така натаму, а ако се вратиме таму и се некои традиционални пазари, што значи дека за нашето стопанство има големи можности за работа на тој пазар, кој што е голем абсорбер, особено на храна, особено делот на градежништвото, во трговијата и така натаму. Каде го гледа општина Карпош интересот за едно такво поврзување, ако би можело да се случи? Да ви повторам, средбата беше партиска, не општинска. Добро, значи не отидовте како градоначалник на Карпош, меѓутоа беше партиска, добро, но како и да е, сигурно сте разговарале во тој дел. Како ги преживеавте овие неколку месеци и уште два, чинам, до почетокот на новите локални избори со ограничените ингеренции? Ние ограничени ингеренции имавме 15 на дена, меѓутоа практично цела мината година и половина од оваа година имаме ограничени финанси.
најтешкиот проблем што ни се јавуваше од денот на распишување на избори минатата година ке 15 септември до формирање на влада е неможноста на граѓаните да им се излезе во пресред за дооформување на парцели, кога се докупува земјиште за да се гради индивидуално или било колективно куќа, неможноста да се продава земјиште, автоматски со тоа имаме помалку издавање на градежни дозволи, со тоа се драстично се намалија и приходите на локалната самоуправа, што значи дека имавме застој сериозен во инфраструктурните градби и во остварување на проектите кои што сме ги ветиле пред граѓаните и на тоа ако се Како ќе го надополните тој минус, господин Јакимовски? Има ли можност нема време да се надополни. Сега како да кажем, кој работел во изминативе 4 години, тоа нема многу да се осети. Кој очекувал да работи непосредно пред избори, значи ова последна година најбитна за трката е загубена. Сега зависи кој како работел. Ако имало резултати во изминативе години, ова година нема многу да се одрази. Меѓутоа, ако некој го темпирал формата за на крајот, очигледно дека овде имавме сериозен застој и на тоа ако ги надодадеме тие 15 дена кога бевме без ингеренции и практично сега функционираме околу 2 месеца, на 6 се распишуваат избори, веќе повторно доаѓаме во истата ситуација да не може да се дооформи парцела, да се продава земјишта, така натаму во изборна кампања влегуваме. Советите не може да носат одлука, значи практично најдуваме... Бас колку ви се одзело од мандатот за да можете да функционирате? Цела една година, практично цела една година. Минатата година 2 пати по 2 месеца, тоа е 4 и од 15 септември па до 1 јуни, значи тоа е скоро цела година. Господине Дамјановски, еве општина Куманово, како го преживеа овој период? Иако вие веќе се научивте некако вондрени услови да функционирате, бидејќи 5-6 години е нели блокирана касата на општината. Па да, ако направиме една ретроспектива за овој период додека сум во политиката, јас на некој начин може да бидем пример за некој експериментално заморче, да кажем, во Македонија, како не треба да функционира, како не функционира децентрализацијата. Бидејќи јас од 12 години мој мандат, 11 години сум градоначелник на локално ниво у опозиција од централна власт. И сите супресии и мерки што се преземени за превоспитување на кадрите од опозицијата се спроведени на мене. Значи 12 години, 11 години добар тренинг на тоа како треба да не функционира децентрализацијата. И сега јас од оваа позиција, бидејќи имам среќа, барем некој сега ќе рече се вади градоначалникот Дамјановски. Дамјановски има, ја не пишувам книги бели, жути, црвени. Јас идам со луѓето, разговарам и лошите и добрите страни и така натаму. И тоа што направило е видливо и затоа добивам у најголемата победа на ВМРО добивам мандати убедливи победи. Кога губеше партијата драстично на оваа страна, јас добивам дупло победа на другата страна, баш за тоа што на некој начин луѓето ја разбираат и мојата положба и мојата желба да направам. Но еве пред некој ден видовме едно видео што се прошета по социјалните мрежи на нервозни граѓани. Кога отидовте нешто некоја улица или промовиравте или нешто советување отидовте да граѓани 20 години барат таа улица. Јас ја дадов приоритет како изјавена постоечка патна инфраструктура, бидејќи со години таа постоела, руинирана и така натаму. И сега таму некој од негови причини, представувам не се само лукративни, имат и политички, не дозволи на 20 метри да ја довршиме таа работа. Излегува една госпоđа у своји години пензионерски и на изјавите, очетот према граѓаните, ми влегува измеѓу камерите и со погади зборови према мене, према мојата фамилија. Да, непријатно беше тоа да се слуша и да се гледа во секој случај. Јас 8 минути ја трпев. И едно време и кажам, те молам, немојте такви невротични реакции. Ке завршам со изјавата. Медиумите, ако се професионални, ќе ви дадат право да си дајете своје, а ќе седнеме во вашиот двор и ќе разговараме со комшијата како да го решиме. Од тоа, сценаристите, бидејќи пиарите на ВМРО, се махери да направат таква приказка. Немаше никаква... Мислите дека тие стојат за тоа? Апсолутно, па како пред тоа има пред пола сат има пресконференција, ми посочија, и јас се прошетав работно и требаше горе да дам изјава. Веќе камерите беа поставени доле кога идев надоле. Така да, тоа опште не е битно. Добро, како еден пример, да, како еден пример да го споменеме. Менува, само да ви кажам, на таа улица, каде ја правев таа улица,
со изборни цикли назад секогаш губиме како СДСМ 2,5 на 1. Значи, во таа улица беше. Тамо ние не сме отишли гласови да дражиме. Сме осетиле дека има потреба од граѓаните. На граѓаните да ги направиме, има петиции. Така да тој сценариум е совршено јасно и тоа така ќе продолжи. Секој ден има дневна доза. Помалку, така гледаме дека преку еден ден има пресконференции. Ви се забележува дека не сте направиле нешто многу во инфраструктурата? Како не сум направил многу 50 км. Тоа забележуваат партиите. 40 км канализација. 3 спортски сали, затворен најдобар базен на Балкан, затворен базен направен. Со енергетска најголема ефикасност. Но можеби тоа за опозицијата е премалку. Господин Јакимовски, вие па последниот период се прославивте, ако можам така да кажам во наводници, со оној случај со гаражата во Тафталиџе, заработивте кривична пријава, управниот суд ви забрани да уривате гаражата. Докаде е таа ситуација? Не можам да ве разберам како и вие да манипулирате со јавноста. Не манипулирам со јавноста. Значи, не може мене, јас не сум овластен самостоен инспектор. Значи, таа е работа на самостојниот овластен инспектор во општината, кој е должен секој објект... дали се заврши таа приказна и... Кој е должен секој објект кој што е времен и за кој што нема градежна дозвола, а во дозволата му стои до реализација на детален урбанистички план, самостојно да може гражданин инспектор, значи е должен да го отстрани. Во конкретниот случај таа гаража е на пролаз, односно на влез во двор на луѓе кои што си купиле барака и кои што сакат да ја градат, и истата таа гаража не можела по закон да биде легализирана, е одбиена, потврдена од второстепената владина комисија за решавање на попрашање на жалби. Уставниот суд и цело време овие луѓе кои се повикуваат да го подигнат решението, како што сум информиран од инспекторот, одговлекувале со наводна болест на собственикот и така натаму, што значи дека тоа упатува на цело време на интервенции на врски во управниот суд, и за прв пат за моите 8,5 години се носи ваква мерка, времена мерка, до донесување на одлука на управниот суд. Што има тука, како да кажам, спротивно на закони за работа на страна на локалната самоуправа. Колку и тие можат да одолговлекуваат, ако ете велите со разноразни образложенија, не ода да е... Па не може, правдата мора на крај да заврши. Мислам, на беззаконието никој не може да го поддржува, тој може да го поддржува известно време, беззаконието. Ако управниот суд смета дека инспекторот имал некои достатоци, и тоа од формално правен карактер, не може суштински да биде, инспекторот ќе ги отклони, наредниот пат тоа ќе мора да биде срушено. Ни јас, ни Господ Бог не може да ја сочува таа гаража, затоа што гаражата е времен објект, законот стриктно забранува легализација на времен објект. Тоа значи дека сите киоси по Партизанска треба да ги легализираме. Ме разбирате? Значи законот тоа не го дозволява. Многу е просто, многу едноставно. Нашите служби се обиделе повеќе пати да разговараат со тие луѓе и секогаш имале коректен разговор и така натаму. Дури собственикот кажувал дека им понудил дури да ги обештети и така натаму, без разлика што и наидувале на добар разговор, меѓутоа секогаш еден член од нивното семејство го реметил тој, и очигледно дека се политизира. И уште едно сакам да кажам, јас не сум овластен градежен инспектор, таму си има овластен градежен инспектор кој се вика Данче Попаска. Добро, си има овластен градежен инспектор, меѓутоа се случи нели на територија на општина Карпош, кај што сте вие нели градоначалник, па сте во емисијата и јас нели не можам треба да вршам влијание врз него, за тоа дали он ќе носи за некого решение или не. Јас сега морав на почетокот да ви поставам вакви микро случувања кои што се во последниот период нели во јавноста, кои што нели се случија на атрактивни така. Меѓутоа можеби и менталитетот на нашата локална Паланка доаѓа до израз тука, затоа сакам да ве прашам. Сакам да кажам следно, осудувам начинот на кој му се обратиле на господинот Дамјановски во пресконференција. Во секој случај осудувам и поддршка на беззаконие, без разлика од која страна. Еве вие господин Акимовски последнава година мора да функционира правна држава, без разлика за кого. Дали кој сака нека биде што треба да гради, ние сме должни да му обезбедиме услови кои што му се утврдени со закон, и тука околу градењето гледаме дека во општина Карпош се случува градежна експанзија, меѓутоа вие наидовте на отпор од граѓаните со заштита на оние зелени површини, и тоа е така последнава година, ако можеби нема да претерам, постојано имате некакви опонирања од граѓаните.
протестираат. Па тоа е истото што го зборува господин Дамјановски, само сега од другата страна. Како ги менаџирате тие процеси? Дали воопшто имате алатки за да се менаџираат тие процеси? Две страни од една иста пара, така да методите и од едната и од другата страна се потполно исти, апсолутно не е точно. Колегата знае, ние со закон ни е забрането да уништуваме зеленило и на него да цртаме маркици. Значи, ако таму немало зеленило, маркиците били уцртани или тие маркици били уцртани политички се испровоцирани овие протести што се случува нели во политички, значи да не речам 98% од тие објекти таму се уцртани пред 7, 8, 10, 12 години и така натаму, или некој протестира за улица која што му уцртана веќе 20 години. Сето тоа е политички мотивирано, меѓутоа ние мора да се справуваме и со тоа. Не може сите да не фалат, не може сите да не галат. Нормално да имаме политички опоненти и тоа е практично, како да кажам, правилата на политичката борба. Еве, со какви се случувања и приказни од локалната самоуправа, може ли сега вие, овде ви давам можност да кажете со какви се проблеми граѓаните се соочуваат и сте се довеле во ситуација да помислите дека не можете нити да помогнете, нити да најдете крај на нешто? Господин Дамјановски, сигурно има многу такви приказни. Видите, колегата Јакимовски зборува од една друга позиција на една најурбанизирана локална заедница, општина Карпош, едно помодерните млади населби, урбанизирано профилирана. И јас сум на една стар град кој се градел од социјалистички профил, урбанизација, па нешто, една инвазија на диво изградени објекти пред 2-3 декади, кога има масовна индустриализација и миграција. И сега, за мене, најголемо зло во локалната самоуправа што е направено е донесување на закон за легализација на диво изградени објекти, а на тоа, за да биде уште поголем популизм на претходната власт, направи и продолжување на тој закон за уште 2-3 години. И сега, само еден податок ја кажам. Замислите град кој има 27.000 броила за струја. Значи тоа се негде отприлике 27.000 стамбени единици или комерцијални деловни простори. Има 19.000 поднесени бања за легализација. Еден хаос у градот. И сега не само тоа што направија такво зло, за да си добијат 300.000 луѓе поднесува пријави за легализација, за да добијат гласови и за да обстанат за да ја краат државата. Значи, они направија уште едно зло и тоа што го уништија буџетот на општините и така кревок буџет, бидејќи имаме најлоша фискална децентрализација у Европа. Мислим дека и од Азија имаме послаба децентрализација, ако има негде. И они успеа на овој начин и она такса што требаше да биде како за уредување на градно земјиште, да падне на многу ниско ниво, така да и така приходните страни на нас, бидејќи ние од зафатот на јавната потрошувачка зија многу мал процент. Значи имаме многу кревка, стабилна фискална децентрализација, така да во нареден период, како член на партија... Сте подпредседател и на ЗЕЛС, така? Член на партија која е на власт сега и која има идеја да државата поведе по еден модерен европски пат, слободен пат на креирање на едно здраво општество, мислам дека првите зафати треба да бидат во стабилизирање на процесот на децентрализација, а првиот момент треба да биде поголеми захват во персоналниот данок и од ДДВ-то и да се врати во полна форма закон за равномерен регионален развој, кој само на папир функционира 6-7 години, а никош не е спроведен. Добро, јас тука сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со самовистина, разговараме за проблемите со кои се соочува локалната самоуправа. Гости Зоран Дамјановски, градоначалникот на Куманово, и господин Стефче Јакимовски, градоначалник на општина Карпош. Господине Јакимовски, околу легализацијата претходно пред рекламниот блок застанавме со господинот Дамјановски, рече дека е несреќен проект од аспект на она што можат нели општините да инкасираат средства, наидуваат на толкави големи проблеми. Колку вие како општина Карпош имате нели реализирано проценти од тој процес? Колегата е на чело на општина која што има над 100.000 жители, има 19.000
предмети за легализација, ние имаме 16.500. Значи, горе-доле сите сме со тука. Сакам да кажам дека јас имав предлог да легализацијата до 100 метри квадратни биде по 1 евро, се што е над 100 метри квадратни, да се биде по 50% од нормалната цена. Зошто? Затоа што тие објекти веќе имаат приклучок на струја, вода, евентуално канализација, патна инфраструктура и од тие причини некои имаат и сами правено, носено, што значи дека ќе беше многу поправедно и многу поголеми приходи на локалната самоуправа. Второ, со легализацијата требаше да се направи ред во урбанизмот. Ние со тоа што легализираме, дававме право да се легализираат и гаражи, и шупи, и што све не во дворовите, ние создадовме само уште поголем хаос. Односно, го званичивме хаосот со градежни дозволи сега. По мене логично беше во една урбанистичка парцела да може еден објект да се легализира и доколку сакаш тоа да ти биде легализиран. А тие пропратните објекти, еве како што рековте, гаражи, шупи, гаражи, што све не се излегализира и практично вие сега не може да направите ред во урбанизмот, односно ако сакате да пробиете некоја улица, ќе треба струшите вака 10 гаражи, ќе се зафркавате наредни 10 години по судови или по не знам по какви институции за објекти кои што се апсолутно како да кажам, а според законот, гаража не постои. Значи, постои гаражно место. Законот за урбанизам, гаража предвидува во самиот објект вие треба да бидете, или во дворот, или во самата маркица треба да паркирате. Гаража не признава. А ние со легализираме и гаражи и така натаму, и само ги усложниме проблемите во урбанизам, за да не може да се донесат, како да кажам, да се реализират урбанистичките планови. Сега веќе може да се легализира и на улица, и на булевари, и сето тоа утре ќе се влечеме по судови. Гледате овој булевар што оди према хемиското училиште, гледате таму еден објект кој што е на сред булеварот, очигледно дека се во спор со градоначалникот на Скопје и тоа значи сега се попречува реализација на цел тој булевар заради булевар кој што е битен за отприлика 20.000 жители од градот Скопје, односно цело Лисиче и тој дел на аеродром. Што сакам да кажам дека добро беше да биде малку поосмислен, а згоре на тоа приходите, значи по 1 евро, нормално драстично негативно. Сметате дека се нели премалку тие приходи? Колку од тој процес на локалната самоуправа, ако има повеќе приходи, повеќе гради, повеќе резултати има граѓаните. Локалната самоуправа е власт која што е најблиска до граѓаните, ги решава основните животни потреби за канализација, за водоводи, за улици, училиштата, градинките и така натаму. Она што им е најбитно на граѓаните, паркинзите и така натаму. Значи секој динар што се добија во локалната самоуправа, тој веднаш се враќа назад и тоа се гледа веднаш на терен. Колку од легализацијата располагате ли со некој процент има завршена општина Карпош? Вака да ви кажам. Општина Карпош веројатно има од најголемите капацитети во државата. Дневно можеме да решиме негде околу 10 предмети, зашто секој предмет е своја приказна. Земјиштето е негово, не е негово, државно е, со брат му се тужи, со тужи од друг, некој има земјиште во неговата парцела, не сака да му потпише, судови, еден носи пресуда на Врховен суд, друг на Управен суд и така натаму. Значи, секој предмет е своја приказна. Можеме максимум да решиме 10 предмета дневно. 183 работни дена, колку се тоа? 1830. На годишно ниво? На годишно ниво, да стигнеме до 16.000 колку време ни треба, а сите овие пак што не донеле елаборат, му фали некој документ, ние мора да му изречеме прекин на постапката, мора да му напишеме решение, мора да му го пратиме. Дека е прекината постапката, па потоа повторно администрирање, се тоа пишување, тоа зафаќа капацитети на општината. Ние немаме неограничени капацитети како локална самоуправа, а во исто време секојдневно доаѓаат граѓани за издавање на градежни дозволи и така натаму и за други потреби. Доаѓаат нови потреби, а ваму се ќе дојдете како едно време во судовите кога нели добија и минусно салдо ради тие големи нели нерешени предмети. Ние не заеме предмети преку ред, туку како стига на ред така ги заеме, освен ако се работи за тешко болен граѓанин, за евентуално за решавање на наследните права или граѓани кои што живеат во странство, а доаѓаат на одмор во Република Македонија за тие 15 дена максимум да направиме услови за да можеме да извршиме легализација и затоа инсистираме да одат предметите поред, што значи дека секој што си го остварил правото и си донел уредна документација, дали сега или после 6 месеца објектот ќе му биде легализиран. Објектот ќе биде легализиран. Господин Дамјановски, како е кај вас ситуацијата во општина Куманово? Вие рековте дека е несреќен, сега не ги користам вашите зборови, меѓутоа рековте дека е проект кој што повеќе ви донел проблеми отколку Па не, тоа не мене проблеми, ја мислам генерално проблеми на секој кој сака да ја согледа
вистината како треба да тече тој процес, кој што кажа на децентрализација, особено стабилизирање во фискалниот дел. Меѓутоа, јас да го поправам малку само во насока, јас зборам за првиот оглас, значи по првиот закон имаме 19, во вториот имаме уште 4.500 други, така да тоа направи една инвазија на диво градби кои не може ги супремираме. Ние со тој капацитет на градежна инспекција контролираме, а кај нас има доста расширен градежен Не се долегализирани предходните, сега нови велите се прават. Дадоа можност да направиме на урбана експанзија и тоа е еден катастрофален проект. Меѓутоа, тоа да го ставиме, тоа ќе се решава најверојатно у некој нареден период. Јас дадов предлог да, како што каже Јакимовски, не 50%, да биде целосно комунари да биде 100% платени, ако не треба и казнени комунари, а за оноа што он вика до 100 и над 100, кога имаме ниско социјална стратификација, низок слој кој треба да легализира, општината треба да има средства за да помогне на тие да донесе на постојано приматели на постојана парична помош или кои немаат истречени уздруженија да се направи некој социјален пакет за да се тоа стимулира. Иначе овака направиме една хаварија и ги стимулираме луѓето да оде во таа насока. Што правите? Да, повелете. Значи, да не се разбереме погрешно. Обврската за легализација на диво изградените објекти е согласно европските директиви. Значи, никаде во Европа, сите европски држави е непознат институтот илегална градба. Значи, таму е невозможно вие да имате илегален објект. Со европските директиви ние бевме должни да ги легализираме сите дивоградби објекти или она што може да се легализира, што не треба да се постапи да се острани и таков е и законот. И тоа беше добра работа. И може би нас ни донесе несреќа со тоа што ни ги намали приходите, ама на граѓаните им донесе среќа. Тука да видиме начесто. Меѓутоа, втората работа, мислам дека се отиде премногу во ширина. Да се легализира се и што и да се легализира и на булевари, и на кеови, и на, како да ви кажам, значи во речно корито. Во речно корито и така натаму. Што има во речно корито? Дозволено да се легализира. Ако по генералниот план тука фаќа, значи минор коритото од реката, а внатре имате куќа, ви дозволува сега да ја легализирате таа куќа, може да мислите. Ама проблемот тие работи не се добри. Никој не го негира дека европската директива е таква која што е. Меѓутоа зошто да биде види, ние правиме една историска неправа пред луѓето кои биле регуларни граѓани на општество и плаќале сите такси, дажбини, даноци и такси за уредување на граѓанско земјиште. Зошто да му даваме привилегија? Замислете 300.000 има барања во Македонија. Што сакаме да постигнеме? Океј, дека треба да се и дадеш му рок дека мора или ќе биде срушен. Ќе си најдеш, але тоа не се некои енормни суми на пари. Еве кај мене квадратен метар 30 евра за индивидуална градба, 50 евра за колективно домување. Не е тоа некоја сума која ќе го оштети буџетот, а ги доведуваш неравно. Не е уставен овој закон. Не можеш да ги доведуваш граѓаните во две различни позиции. Немаш еднакви пристапи на сите граѓани. Господин Дамјановски, што се случи со оној предмет поради кој нели општината има нели обврска да плати околу 1,5 милиони евра, рековте, за и поради кој нели блокирана касата на општината? Само на кратко, видите, јас многу пати имам дебатирано ова тема. Но прв пат во самовистина, затоа и ве прашувам. Овака, 2005 година има донесена пресуда да таа парцела биде 24 милиона и да го плати Министерство за образование, бидејќи таму има нацртана школа. Со преземање на оваа децентрализација надлежност за образование, они положани го обжари, тоа како министер, Врховниот суд таму на БЗЗ, тогаш имаше право, го врати назад. Имаше ново сужење, таа иста судика, тесно поврзана, основач на ВМРО е еден од власниците. Со силен притисок од 24 милиона, конечната пресуда беше 70 и нешто милиона, плюс камати околу 90 милиона. Што се случило за 2-3 години, за да во општина Куманово, или што на ниво на пазарните вредности во Македонија, за да 3 пати биде поскопа вештачењето. Вештачил еден земјоделски инженер кој
79 години може и нешто. Само да ви кажам. Не, дали гледате воопшто излез од тоа, затоа што се нели блокирана општинската каса, јавните предпријатија. Има цигана биопсија, они сакаат да го уништат. Абе да го уништат градот. Како функционирате? Па функционираме како риба шакоперка, значи кога нема. Извинете што си дозволувам да се насмеам, но има некои риби кои живеат тамо во некои тропски реки, кога нема речно корито, во блато живее на плуча, има и плуча и шкрги. Ние живееме никако. Ги мачиме граѓаните, зашто гласат за Зоран Древјански. Тоа не го е проблема. Бидејќи кај нас, исклучиво политичка е причината, во Македонија, локалните самоуправи се алатки на партии на централна власт за собирање и регрутирање на гласачи. И на нив ги треба локалните заедници, не ради тоа што се ги важни, ништо не се даде на само локални заедници. Треба, значи, дефинитивно, само како алатка за гласачкото тело. Значи, ако имаш добра општина, твоја општина ти ќе инвестираш по 50, по 100 милиона, па гледа каква диспропорција има. Општина Куманово за 10 години, почитувана водителка, нема инвестирано 1 евро капитални инвестиции. Општина што има 110.000 жители, нема изградена индустријска зона, а во Ранковци, кои има 2.500 луѓе, прават индустријска зона за 5.000 вработувања. Господине Кимовски, вие дали ги делите овие проблеми? Вака сега колегата Дамјановски спомна дека предметот го обжалил Азис Положани. Азис Положани беше министер до 2006 година, што значи дека Азис Положани не е од ВМРО ДПМН. Тие маки со судовите ги еме сите. Општина Карпош беше донесена пресуда за оние згради што се со жолта фасадна цикла спротив трговскиот центар Олимпико, за потребите на ПУИК, на јавното градско предпријатие. Експропријацијата направил градот Скопје пред 30 и кусур години, а го задужуваат општина Карпош да плати 15 милиони и 600. По кој основ? Да е училиште, да е градинка, сега ние ја користиме. Значи, стамбените згради тотално неправедна пресуда ни скина од жиросметка 15 милиони и 600. Имаме ситуација во која што на наши изведувачи фактури кои што се платени во износ од скоро 20 милиона денари, судот носи пресуда повторно да ги платиме. Поднесуваме кривична пријава до обвинителство и така натаму. Нема реакција од обвинителството, што значи дека вината треба веројатно да ја бараме во лошо или корумпирано функционирање на дел од судиите. А не можеме да ја бараме. Сваровски судството е проблем. Значи, тука е главниот проблем. По кој основ? Еве, сега, значи, по кој основ, како може на судот му носиме докази дека платена е фактурата со цесија, платена со фактури, со вирмани и така натаму, донесена пресуда, вештачењето утврдува дека е платена фактурата, ми носи пресуда да ја платам 20 милиона денари. Па до кога вака ќе се оди, ако вака испаѓа сега дека секој го тужи во држава? Корумпираните судии најлесно им е да удрат по локалната самоуправа. Најлесно им да удрат по локалната самоуправа, а многу им е тешко, многу се плашат. Ајде ги видам, се извинувам колега. Значи, ајде ги видам нека донесат пресуда едно министерство како што колегата го блокирале со 100 милиона денари, нека го блокирате едно министерство да име како ќе пројдат. Најлесно ми на локалната самоуправа сметајќи 5-6 години, така е, господин Дамјановски. Не сакам да кажам дека ова е, не сакам да кажам дека ова е насочено против една партија или сите ги имаме истите маки. Не го зборуваме како генерален проблем. Сите ги имаме истите маки. Затоа што треба да се функционира, нели локалните самоуправи се за граѓаните, не се за. Видите, јас не го коментирам дали треба да се дадат парите на луѓето кои се оштетени. И тоа не е никој проблем, али тоа треба да има некоја верификација по некоја методологија која не може у една пресуда да биде 24 милиони, за да после 3 години, ради тоа што имаме таква партија, да му стигна 90 милиони. Каква е таа логика? Значи, дефинитивно, имаме сваровски судство и ја ги викам, само ако ви треба пари, немој да се срамувате, само ја тужите општината. Ами не се ни размислува, одма се доноса пресуда. Ами ќе се сипне, да не Боже, некој и подесува на алкохол на улица, ќе ја тужи општината, добива оштетување 2-3. Јас имам да ви кажам. Добро, дали овие вакви проблеми сте ги поставиле со централната власт да ги разговарате? Јас имам платен на една судика сега што е Штипа Кумановка, што одила на земена површина и упаднала у шахта за нафта на земна површина. Не, има повредено таму кичма, набиено, мислам дека немаш операција, не знам што, 40.000 евра оштета.
За едно 40.000 за едно детенце кое Мислам, падна. не ја намалувам, нели, штетата. А што барала во зелено од овде? Не, види, Што барала во зелено? 40. Имаме едно детенце кое стварно беше многу И повредено. тие средства мора да се исплатат одма, Ама он немате те можност да блокира. се обжалат Ама, види, он те ви се блокира. блокира. Он те блокира. Значи, видите, ние имаме едно време имаше правообранител, па се бори, па се грижи, па сега за сега има правообранител. Може само да ти даде дали може да го продаде земјиште или не. Не ги штити интересите на општината. Не ги штити, ние не сме дел од системот. Затоа викам дека... Што прави господин Дамјановски? Вие сте подпредседател таму, ако не се лажам. ЗЕЛС, да речеме како... ЗЕЛС е испружена рака на владата. Како единица на локалната самоуправа, што може нели да разговарат и треба за Ја во ЗЕЛС се чувствував како да сум на конгрес на ВМРО и ДУИ. Имаме 18 члена, само јас сум од опозиција по таа функција со подпредседател и ние само расправаме како... Треба да сте во повластена позиција, бидејќи сте еден единствено до позиција. Па ја не сам Јосип Брз, нито 10 на 1 у Дрвар. Не може да се борам со 10, тамо се гласа. И тоа не е битно. Имавме паралелен ЗЕЛС. А тоа беше после секоја седница на влада, пред избори, ќе се направи стратегија како да се финансира и градоначалниците од опцијата на ВМРО и нивните коалиции идеа со Министерството и директно да договара нивни односи беа на таа релација. ЗЕЛС беше само декор. Еве господине Кимовски, значи според ова кажување на господин Дамјановски испега дека вие сте во повластена позиција. Не вие како општина Карбаш. 4 години функционирав како тешка опозиција на ВМРО ДПМНЕ. Морам да ви кажам дека одговорно тврдам и гледам граѓаните во очи. Значи сме функционирале без никаков проблем. Најчесто нашата соработка е со Министерството транспорт и врски, Министерството за финансии, одделението за имотно-правните односи и со Министерството и со градот Скопје. Безпрекорна соработка и тогаш и сега со градот Скопје. Што колега Дамјановски да кажам, за овие 2 месеца општина Карпош до било кое министерство се обратило за согласност, дали се работи за урбанистички план, дали се работи во делот на финансии, имотно-правни односи, од никаде немам одговор. Треба да искочим и вака да зборувам веднаш да ја напаѓам владата. Ние ќе почекаме, меѓутоа сметам дека односот на централната власт кон локалната власт, без разлика кој е градоначалник, треба да биде максимално коректен. Барем јас така сум се однесувал кога сум бил министер за труд и социјална политика или пак за економија. Затоа што овде се решаваат проблеми на граѓаните. Далеко е од тоа дека некој ако мисли дека ако некој градоначалник вие стопирате со разни правни цаки, дека тој ќе биде неуспешен и граѓаните нема да го гласат. Тој не е единствен услов за да некој градоначалник победи или не победи на одредени избори. Ова сакам на таа тема. Ако повелете, да повелете, реплицирајте ако има. Јас знам дека тоа пошто него тоа живеам 11 години. Јас кога ќе добиам согласност да распишам тендер како Цацко кој ќе земе виза на К15 со Трубис, видиме, значи кога ни дај ние чекаме по 3 месеца кога ни дај согласност. Видите, ние уште немаме влада. Имаме влада само на ниво на министерства и некои од кабинетите. Бидејќи пирамидата на детронизација на хулиганската власт уште не е разбиена. Вие таму имате 90%, 99% од транспортирски... Да не користиме таков вокабулар, ако може. Види, јас сум многу штетен во мојата политичка 11 години. Јас имам преживеано еден морбиден период. Луѓето се мачени у Куманово, бидејќи немале можност да видат благодет од нивните пари што ги плаќаат. Како да кажам руши? Да немаш 1 евро инвестиција. 11 години. Да немаш ништо направено. Да немаш запослено индустријска зона, да дадеш можност на 110.000 граѓани, од кои се 45.000 работно способни. Колега Дамјановски, која инвестиција владата има во општина Карпош? 8,5 години, која инвестиција на владата на Република Македонија? Почитувам колега Јакимовски. Не знам, тениско игралиште, која инвестиција го сметате? Чекај, почитувам Јакимовски. Ако погледаме GDP во Скопје и на 30 км Куманове, ја имам 2000 евра по глава, а вие имате 6000 евра. Све е јасно. Колега, вие ги имате и моите приходи на Коце Трајановски. Јас ги делам, јас со Коце Трајановски се по пола делим. Тоа е закон за град Скопје и закон за општина. Значи, види, закон за град Скопје со 3,5%, со 3,8%, ништо нема да направиме. Сме имале дебата како подпредседатели со владата да го зголемиме. Ај кажете колку наплаќате данок на имот? Колку пари годишно собирате од данок на имот? Па собираме, ја имам 0,2%. Колку е у пари?
Од пари собирам од 30, 25 милиони, така не идат прилike. Општина Карпаш наплаќа над 900.000 евра со 65.000 жители, 115.000 општина наплаќа 30 милиона денари. Тоа е вредноста имат. Што значи дека не ги наплаќате вашите приходи? Знаеш што, у него општина имаш 3 објекта кои имат по 50 милиона вредност. Чекајте, ви имате две. Тоа влече пари повеќе. Како не влече? Не може да кажете дека објектите во Куманово Данок на имот е пропорционален на вредноста на инвестициите односно на изградените објекти. А во Куманово нема такви објекти? Ние немаме трговски центрови што направиме. По која цена се продаваат дуќаните во центарот на градот на Куманово? 600 евра, 700 до 1000 евра максимум. Сега да отидеш, цели трговски центри за 600 евра ќе купиш. Ја ви кажувам дека имаме 2000 евра пер капита. Луѓето се на граница на обстанување. Затоа имаме најголема миграција економска во државата. Над 10.000 луѓе у задните 10 години. Работат на ратиштата во Авганистан. Знаете што? Да ви кажам вака. Еве сега за децентрализацијата. Колку сте задоволни од процесот на децентрализација? И што би апелирале еве во предсрет на новите локални избори? Вака сакам да ви кажам, ние како градоначалници не сме избрани за да кукаме, односно повеќе да плачеме од граѓаните. За плачење граѓаните не бираат за да им ги решаваме проблемите. Секоја планина си има своја тежина. Значи, јас со мојата партија имаме само 5 советника во општината Карпош, со морал да направам коалиција за да може да ми функционира општината и истите макини за институциите кои што ги има останатите градоначалници сум ги имал и јас. Од лошо функционирање, ненавремено функционирање, ЗЕЛС воведува минатата година 2 месеца пред избори воведува електронска продажба на земјиште, не 2, 4 месеца пред тоа, 4 месеца не може да профункционира, блокирани сите општини, вклучувајќи и нашата општина. Општините, бевме прва општина што успеа да продаде земјиште по новиот електронски начин, како резултат на лошото. Па не може да продаде земјиште зашто по електронски пат треба да оди, а софтверот не функционира кој што го изработил ЗЕЛС. Дали ме разберете? Една друга теза. На тоа овака ќе да размислам. Граѓаните нас не бираат да решаваме локални проблеми. Тоа е точно. Меѓутоа, не бираат за алхемичари од железо затоа да правиме. Види, ти можеш да менаџираш и да решаваш проблеми ако се дозволи капацитет и ингеренции и фискална поддршка за да може да обстануваш. Не можеш, значи имаме најлоша фискална децентрализација во Европа. Не постои така. Сакам да ве прашам, што би, да речеме, забележале на централната власт? Компарација да ви кажам. Во скандинавски земји, Данска конкретно, 60% средствата од јавната поддршка одат на локално и регионално ниво, а само 40% ги троши владата. Кај нас 90% ги троши владата, 10% дали 10% идат на локално ниво. Значи со тие 10% дефинитивно не може да се функционира така. Ние немаме буџети. Еве колку сметате дека треба да излегува тоа парче за да може успешно да се функционира? Секоја влада кој ќе дојде на власт, таа гледа што може повеќе средства да задржи кај незе, а што помалку да има кај локалната самоуправа. И фактот што секоја влада прави локални проекти. Ако он направи негде водовод, тоа е локален проект. Ако прави негде локален пат, тоа е исто. Тоа не е точно. Не зборувам за регионален водовод. Не зборувам за регионален. Ако во едно село се пади водовод, тоа е локален проект. Не може да биде владин проект. Тоа значи дека имаме владата претходно преку даночниот начин ги зела парите кај себе и сега ги редистриbuира така како што сака. Кој му е критериум да го стави тоа? Кажи ми. Така е. Кој му е критериум? Пазите, значи ако ни дава ингеренции, мора да имаме адекватна финанска поддршка. Само едно ќе ве молам. Значи видите, тоа на секое прашање Ставревски одговараше кај нас и вика регионален развој. Зошто? Ние имаме повеќе од 1% од GDP инвестиција на локално ниво. Да, ама по негове находјање. Ресторните министерства си ги располагаат парите таму кај одговара на нивите градоначалници. Сега се поставува прашање. Нели треба да градиме општество еднакво за сите? Сите граѓани у оваа држава да имат. Сметате дека сте во неравноправна позиција со останатите? Јас само овој податок ви кажам. Ако на 30 км до главниот град Куманово има 2000, затоа сме у регионален развој со 80%. Најнеразвиен регион. А била најразвиена индустријска општина во Стара Федерација од Ниш до Солун. Имало 40.000. Значи, министрите за финансии како еден татко да ги прави. Сите се исти. Инаку не знам дали знаете во Бугарија како бирале министер за финансии. Обично прв збор на детето е мама, а во Бугарија кој е дете прв збор ќе му биде њама. Тоа значи министерот само да вика њама. Само да вика нема и го интересирamo само централниот буџет,
а не и локалниот буџет. Јас, колега, морам да ве потсетам, при децентрализацијата 2005 година, например, јас бев министер за труд и социјална политика и историски како беа трошоците во детските градинки, односно децјата заштита, комплетно се префали на локално ниво. Детските градинки до денеска немаат проблем со финансирање. Во образованието, така? Министерот за финансии задржа од историските трошоци 500 милиона денари, значи за 500 милиона денари беа оштетени локалната самоуправа, а тоа се одрази врз плаќање на парно грејење, автобускиот превоз и така натаму. И тогаш локалната самоуправа влезе во такви дубиози. Општина Карпош за овие 8,5 години има 2 милиона евра платено повеќе за грејење за училиштата во Карпош од она што ни дава владата. Значи владата дава, како да ви кажам, 2 денара, ние трошиме 10 денара, бидејќи мора се грее 10 или за превоз. Да ве потсетам, само да те потсетам. А имате законска обврска да партиципирате во тоа? Немаме законска обврска, што да правиме? Да го ставиме децата без грејење? Видите, имаме обврска. Ние треба логистика на образование да ја подржиме. Видите, како локална самоуправа, така? Да, тоа е тачно што зборува. Образование, социјала, значи наменски блок дотации се откачија како куќа од бубе и трнава. Видите, капиталните инвестиции во образование не се спуштија. Ние не може да правиме. Тоа е точно. Капитални инвестиции во социјала не се спуштија. Значи видите да ви кажам, на нас ја дава само болката. Дупките во превоз, нафта, платите, тоа е. И од тие пари општината, види, кој ќе ми каже некој имаш 24 милиони, 25 милиони евра буџет, од кои 15 милиона се ви дали намески... Дали сметате дека некој централната власт малку повеќе ќе го релаксира тој дел, па да ви даде и повеќе ингеренции и повеќе албанската платформа пари? Не џаве, меѓу точките имаше и поделба на регионални средства за развој. Да, за равномерен регионален развој. Што е едно социјалните барања, не е се како што ни сака да ја представа таа шовинистичка платформа. Значи има регуларни барања, да имаме регионално дистрибуција на средства. Зашто ако имаш закон за равномерен регионален развој, ти имаш историска неправда према одредени региони каде не си инвестирал ништо. Но ова сето, овие проблеми и девијации не ве демотивира повторно да ја побарате поддршката од граѓаните. Уште 3 минути имаме до крај, сакам и за тоа да ве прашам. Не можеме да правиме ние такви региони и да редистрибуираме средства. Во кој дел може да се подобрат работите? Ние треба да градиме силна локална самоуправа со зголемување на изворните приходи на локалната самоуправа. Најлесно е да ние кога одиме кај министерот за финансии бараме он да ни даде од ДДВ-то. Нормално дека нема да ни даде. Зошто донесе законот за регионален развој? Се извинувам. Значи ние мора да предложиме нови извори на финансирање, изворни приходи кои ќе се бидат на општината. Тие изворни приходи на општината, колку општината ќе сака да ги наплати, толку ќе има приходи. Ако општината не сака... Сметате дека ќе ви се даде слобода во тој дел? Во таа насока ние треба да ја тераме целата работа. Значи да се зголемуваат изворните приходи. Локална такса. Сегде у светот. Види цел Балкан од персонален данок зимат од 40 па нагоре. Погледате, Хрватска има 58, Словенија 58, 60, Србија таму негде 40, Република Српска има 40, ние имаме 3%. Значи ти работиш во Скопје, не знам каде, живееш кога там го плаќаш. Персонално. Тука треба да биде такса за да го премениш неговиот живот, да решиш реалните локални проблеми на луѓето. Сегде у свет е така. Ја не знам, ние направиме само контролни механизми да ги уштровиме овие непослушните и тоа функционира да се. Зато имаме само 2 сериозни града во опозиција и овој општина Центар како дел од нашата коалиција и една рурална заедница. Или тоа што ти не можеш да пробиеш, тоа е многу суспектно, тоа се гледа. Имаме уште многу малку време до крајот. Најголемите инвестиции во државата се токму во општина Центар. Со Скопје 2014. Да, било со Скопје 2014 година. Второ, општина Центар, најголем дел од улиците се градски улици, што значи исклучителни инвестиции имаше градоначалникот на Скопје токму во тој дел на градот, затоа што најголем дел градските улици, булеварите се испреплетуваат токму во општина Центар. Во интерес на времето, значи ќе ве замолам уште едно прашање финално поставувам. Доаѓаат локалните избори. Дали господин Јакимовски, вие во едно претходно интервју рековте дека имате желба, нели, согласно она што ви го даваат како ветер во грбот, нели, анкетите што ги правите интерни за поддршката меѓу граѓаните ви дава за право да побарате уште еднаш доверба на граѓаните. Не само анкетите,
туку и резултатите кои што ги имаме во општина Карпош во изминатиот временски период. Сакам да кажам дека граѓаните треба да знаат дека не се бањаме со пари и ние имаме проблеми и ние имаме долгови. Меѓутоа, тој сакав да ја прашам со колку аво минусно салдо ќе го завршите мандатот. Тие се подносливи долгови во зависност од тоа кај нас се лутрија денеска во Државниот завод за ревизија зборувавме наутро кога ќе тргне некој рибар по риба, знае ли жена му колку риба ќе донесе дома, како да е во лов. Така и во ова, ние не знаеме, главен приход ние комуналиите. Ако се гради, има приходи и брзо се елиминираат сите долгови. Со колку минусно салдо ја оставате општината? Па не можам да кажам сега со тоа, значи кога ќе завршиме, кога ќе завршиме со мандатот, да се има финансиски извештај и не само резултатите кои што сме ги постигнале, како и идеите што ги имаме за натамошен развој на општината и дава за право да побараме да продолжиме со развојот. Исто за општина Карпош, така. Господин Дамјановски, вие? Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз и во овие 3 мандата има подршката на мојата партија. Сега ние имаме некоја процедура до негде почната и застаната. Во таа процедура беше општинската партиципација, односно ја аплицирав со мојата програма, неколку 5-6 кандидати има. Оставам на Централното партиско раководство да процени дали ја заслужувам да излезам пред граѓаните или не. Вие сте заинтересирани, така? Значи, што сум аплицирал, до негде сум покажал интерес, меѓутоа тоа не е нешто што е ако не биде овака или онака, меѓутоа сакам да истакнам кој е мотивот, ме прашате, значи сакам тоа да го објаснам. Види, 3 мандати. За салдото на општината не ве прашам затоа што знаеме со какви услови, со какво салдо работите. Евро, не, има тамо 40 милиони тековни фактури кои треба да ги платиме. Значи тоа се све историски долгови, ви кажав. Ништо нема направено ова локална власт 12 години од тој долг. Али тоа не е битно. Мотивот за таа работа е само единствен, во тоа што можеби пред година и пол не размислував така, но како се ближи овој циклус, граѓаните ми приоѓаат и ми дават некаква енергија во насока, немој да се откажеш, иди, сега си најзел 11 години те мачи, а сега треба да покажеш што знаеш и како можеш и така натаму. Кога централната власт е нели во рацете на партијата што сте член. Прошли пат еден од така аналитичар да ми каже, ти си еден од ретките што многу веруваш на јавното мислење, на испитување на јавно мислење. Така да тука ме држат во не сум тој што сум 2009-та. Таму имав апсолутно водство. И 2013-та бе добро. Сега сум тука некаде, како 2013-та. Сега, како ќе одлучи централното раководство, оставам на лидерот и неговите соработници, подпредседатели и секретарот, да одлучат како понатаму. Јас имам визија, сега знам многу повеќе. Кога биднав градоначелник 2005-та, бев табула раса во политика. Така, сега имате и искуство. Од операционна сала, ме пикна таму, знае, он не беше на промоција Стевче. Така. Само да ви кажам, толку бев бигини, почетник. Меѓутоа, сега имам толку кумулирано знание, а политиката е солуција врз база на базични сознанија. Дали имате простор да си бидете гинеколог, нешто сте? Дал Господ, пошто сум нешто читал во животот, и емпирија. Одлуките се донесуваат врз база на базични знание и емпирија. Тоа сега е на мојата страна. Добро, така, повелете уште една реченица, бидејќи... Рече дека бил мачен 11 години, требало да бидам мачен јас 4 години, додека бил во ДПМН. Сега на власт Социјалдемократскиот сојуз, јас се пријавувам да бидам мачен. Сега вие да бидете мачен. Да, да бидам мачен, значи ќе покажеме дали може да функционираме, да имаме резултати и под власта на Социјалдемократскиот сојуз. Па да, затоа се пријавуваме и не се плашиме од мачење. Така. Добро. Затоа се бираме. Јас да ви посакам и на двајцата среќа, а еве ако се пријавите да трчате во нели локалната трка, тука се одјавувам. Само да не забравиме, ја ќе поштувам одлуката на партијата. Добро. Тоа да знаете. Тука господинот Јакимовски е во полежерна позиција, бидејќи си е лидер на партија, така. Јас ви благодарам уште еднаш, ви посакувам среќа во локалната трка. Уште еднаш ќе се одјавам со гледачите на Самовистина. Ги имавме во огромен број, очекувам така да биде и во наредната сезона и да ве поканам во недела да го гледате уште ретро изданието од оваа недела. Довидување. Да, по рекламите остана уште само неколку информации во вестите.
Од ВМРО-ДПМН вела дека министерот за здравство Таравари ја призна целата негрижа, неспособност како да се справи со сериозна здравствена закана. Таравари ја призна целата негрижа, неспособност и незнаење како да се справи со сериозна здравствена закана по граѓаните во Македонија. Министерот Таравари призна дека кога тој не беше министер, успешно се третирани лица заболени од хеморагична треска, а сега, поради негова лична негрижа и неспособност и неспособноста и неодговорноста на владата на Социјалдемократскиот сојуз, за жал, имаме 2 човечки жртви. Собранието по планово едногласно ги донесе предложените измени и дополнување на кривичниот законник со кои се приведуваат воедување на санкции за нелегално продавање на билети за суперкупот на 8 август годинава во Скопје. Законот беше предложен по скратена постапка од страна на 4 политички партии, како што образложи еден од подписниците на предлогот, Томислав Тунтев. Измените и дополнувањата се заради усогласување со правилата за успешна организација на овој настан, а за да се спречи фалсификување и нелегална продажба на билетите, и поради тоа како до сега што беше законски утврдена. ВМРО-ДПМН обвинува за политиките кои што ги испроведува министерот за култура Ала Ѓозовски. Министерството за сталинизам, за варварство и за некултура на Роберт Ала Ѓозовски продолжува со правењето хаос и демонстрирањето на својата собствена неспособност. Однесувајќи се како да му е фамилијарно наследство, а не дадена чест да служи на граѓаните, Ала Ѓозовски и неговите помошници и советници со класичен фашизоиден говор на омраза ги прогонуваат по политичка и по идеолошка основа сите луѓе кои ги означиле како своји противници. И на крајот реакција на општина Аеродром за пресконференцијата на Златко Марин од СДСМ. Уинувањето за наводната скандалозна кампања на општина Аеродром, што председателот на СДСМ Златко Марин на денешната пресконференција упати на сметка на општина Аеродром, се во најмала рака смешни, бидејќи со тоа СДСМ покажува дека се однесува како опозиција, забравајќи дека е на власт. Ова беше последната информација во овие вести. Гледате Канал 5. Од мене пријатно.